Почитувани жители на општина Илинден, да се биде градоначалник на општина Илинден е голема чест, но уште поголема одговорност и предизвик. Пред се, заради вашата доверба, која што ми ја дадовте во изминатите 8 години, да создаваме нови вредности и да се соочиме со предизвиците. Работевме неуморно, не штедејќи се во нито еден момент. Нашата цел беше јасна, да се подобри квалитетот на живење на сите жители од 12 населени места. Општина Илинден станува лидер по инвестиции и вложувања, зашто сведочи и големиот број компании кои веќе станаа составен дел од работењето и пулсирањето на општината. Нашето чувство за реалност, заедно со работата и развојот, секој ден ги надоградувавме и поставувавме вистински мерила за следење на работите и нивниот континуиран раст. Во изминатиот период, со висок процент на успешност успеавме да реализираме голем број на проекти. Некои проекти се во тек, но имаме и проекти кои не успеавме да ги завршиме. Проекти кои треба да ги реализираме. Ве уверувам дека имаме решенија да постигнеме резултати во решавањето на дефинираните проблеми. Изградивме капитални објекти кои вие ги дефиниравте како приоритети. Ја изградивме и проширивме првата општинска детска градинка, која денес грижува 200 дечиња. Изградивме ново модуларно училиште, со што создадовме услови за воведување на средно образование и ги реконструиравме и модернизиравме основните училишта во општина Илинден. Изградивме и реконструиравме 7 домови на култура, асфалтиравме 40 километри локални улици и патишта, го изградивме првиот сегмент од фекалната канализација со прочистителна станица, капитален објект што станува во врвот на приоритетите и за наредниот период. Се здобивме со меѓународно признат сертификат ISO 9001 и обезбедивме меѓународен кредитен рейтинг. Станавме успешна инвеститорска дестинација во регионот и пошироко, со интензивните вложувања во патната, комуналната и енергетската инфраструктура, со што овозможивме во формираните 9 локални економски зони да бидат поставени 110 камен темелници на нови стопански објекти кои креираа нови 1500 работни места. Со тоа, ја намаливме стапката на невработеност од 32 на 21% во период од 2 години. Овој континуитет на намалување на стапката на невработеност ќе се заложиме да продолжи. Силната поддршка во процесот на децентрализација, која несебично ја добиваме од владата на Република Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ, резултираше со брз и одржлив економски и социјален развој, преку изградба на капитални објекти во функција на спортот, спортска сала, 2 помошни фудбалски игралишта, 4 тениски терени, патна инфраструктура, како и финансиска поддршка во други области на надлежностите. Еден градоначалник размислува за следниот избор, за можноста за постигнување на ефект во целина и активирање на креативноста и иновативноста со своето целокупно знаење и искуство. Да ги искористиме силните страни на општина Илинден е моето мото и ние не смееме да допуштиме да не ги искористиме можностите да обезбедиме нагорна линија во локалниот економски развој. Мојата заложба е интензивно инвестирање во инфраструктура и инфраструктурни објекти, отворање на работни места, изградба и подобрување на патната инфраструктура, изградба на фекална канализација, отворени одводни канали и зафаќање на атмосферските води. Политиката на ВМРО ДПМНЕ, која е насочена кон овозможување на просперитетна иднина и поквалитетен живот на граѓаните, и понатаму останува моја определба. Имаме јасна визија за општина Илинден да прерасне во урбана, атрактивна и конкурентна општина во регионот и пошироко, со создадени услови за одржлив економски и социјален развој, како и квалитетен живот на населението. Општина Илинден во 2017 година е препознатлива, потврдена, економски силна, урбана општина со современи услови за живење и стопанисување.
да ги искористиме силните страни на општина Илинден. Јас сум Жика Стојановски, кандидат за градоначалник на општина Илинден.